Вака, засегнати од болеста која што веќе зафати нашата држава, овчка сипаница, Сдруженијата и одгледувачите на овци имаме потреба од еден поблизок контакт со Агенцијата за храна и ветеринарство и платежната агенција. Сточарите, слушајќи медиуми, интернети и некои луѓе кои што кажуваат за болеста како се движи во нивните места, се исплашени нормално од таа ситуација и затоа овој ден денес ги поканивне Агенцијата за храна и ветеринарство и платежната агенција да ни објаснат одблиску ситуацијата. Исто да дадат мислење источарите за нивните мислења, за да бидат земени во предвид. Ние како сточари, повеќето сме од југозападниот дел овде Сдруженијата, мислиме дека се уште е рано за избрзување на некои одлуки, сакаме малце да се причека околу во нашиот регион нема зафатено болест, околу вакцинацијата да биде малку повоздржани. Сепак не сме ние кои може да одлучиме за тоа, значи имаме институции, имаме експерти ќе одлучат за понатамошниот пристап на како ќе се настапи. Околу, како што имам информација, околу 10.000 овци. На ниво на држава? На ниво на држава. Во нашиот регион, југозападниот, кој брои околу 170.000 овци, до денес немаме случај евидентиран од оваа болест. Кој предлага сега да се вакцинираат овците и зошто вие мислите дека треба да се одложи овој чекор? Овие предлози сепак ги носи државата и таа ќе одлучи последниот збор. Ние мислиме затоа што да одиме во изолирани подрачја, да пробаме во изолираните подрачја, а потоа ќе видиме како ќе се одвива. Во овие подрачја се донеси само забрана за движење. И еве препорака на секој сточар, секој е битно сам да си го заштити стадото. Значи, знаеме сега во каква ситуација се наоѓа државата со оваа болест, секој сточар треба да се ги примени мерките во неговата фарма. Што треба да примени, како да се заштити? Значи, еве, да упатиме апел до сточарите, одевде, мешање, значи, не треба да се движи стока од едно во друго стадо никако. Опрема која се работела во една фарма, треба добро да се дезинфицира, среди за да се употреби во друга фарма. И сите оние препораки на преместување на пасиштата сега ќе треба малце попредпазливо да се применува. Лек за оваа болест има? Лек е вакцината. Сега ние не знаеме, затоа што сите соседни држави, колку што има информации, целосно не ја имаат применето вакцината. Има причина за тоа некоја ли? Причина најверојатно по наше знаење мислиме дека е да не настани проблем околу конзумирањето со производите од овците, али и тоа не би требало да има таква. До сега, што викаат европските искуствата од регионот со оваа болест? За кај нас е имало појавено до сега? Кај нас, како што кажа АХВ, одамна оваа болест не е појавена. Сега се појавува, околните земји се борат веќе неколку години, али целосна вакцина и кај нив не е употребена. Значи се оди вака на регионализација? На регионализација се оди се уште и затоа ние како сточари и здруженија мислиме дека и тоа е за нас најдобро. Да се оди на регионализација првен. Еве, дали барате и обештетување на оние чии што овци досега угинале од оваа болест? Вака сега ние им даваме поддршка и на оние сточари, поголема поддршка имат тие што веќе им угинаа овците. Бараме државата да поголем акцент на тоа да обрани внимание околу исплатата на овците, да биде навремена и да биде реална исплатата околу угинатите овци, затоа што тие семејства се занимава исклучиво со овчарство. Сега остануваат веќе без екзистенција. Што побрзо исплата за тие фарми и да може да се вратат поново пак да одгледуваат стока. Ги повикал АХВ и платежната агенција да му објасни на овде што се овие сите се сточари, сите чуваме овци за околу болеста, како, што
некои мерки да се дојса да онади. Затоа ги повикав ни Јахава и платежна агенција да присуствува. За директорот кажа дека на пат бил и директорката не може да присуствува, ама има пуштено нивна екипа. И што се случува со овчите сипаници на ниво на држава и во регионот? Кањас во регионот моментално нема овчки сипаници, ама под источниот дел, повеќето така имало заришта. Овде нема. Што барате сега вие како земјоделци? Ние како сточари бараме альтернативна мерка да донеса, да изолација да биде стадата, да нема камиони да јагнина од товара од болните стада и да овде кањас. Значи, че ние донеса болеста, ние сакаме да превзема АХВ, МВР, некој да превзема, да нема претерување на овци, на јагнина, на стада, ветеринарите сега зема крв и тие може да ни донеса. Има таква моментов ситуација? Има ситуација што јагнина се товара од источна Македонија, камионо иди во Пелагонија да товара јагнина. И како би можело тоа да се стопира? Да нема таква работа, барем месец дена, 2 месеци да се изолира стадата. Да нема онадење продавање јагне на овци, на сето тоа.